Двајцата осомничени инспектори од УЈП Драган Паунов и Дуле Димитриев се жалат на одлуката на Кочанскиот суд за домашен притвор. Тие се осомничени од обвинителството дека земале подкуп и му дојавувале на синот на газдата на Пулс, кога ќе има ненајавени контроли во диското. Паунов е брат на председателката на Кривичен суд Даниела Димовска, а според адвокатот на незиниот брат, одлуката за куќен притвор е насочена токму кон неа. Сметам дека во конкретнава ситуација влијанијата водат кон дискредитација и обид за дискредитација на ВД председателката на Основен кривичен суд, која што е сестра на осомничениот Драган Паунов. Сметам дека во оваа насока се водат сите тие така наречени улични и неформални влијанија кои што се прават, но јас сум убеден дека истражните органи ќе ги расчистат сите тие дилеми кои што ги имаат и ќе докажеме дека нема никаква инволвираност и поврзаност во она што се сомничи со наредбата за спроведување на истрага. Во Кривичниот суд, каде Димовска во моментов ја извршува функцијата на ВД председател, неделава започна судењето против 35 мина обвинети за пожарот во Пулс, во кој загинаа 63 млади луѓе. Реакција стигна и од Димовска, која вели дека нема никаква улога во предметот. Ниту јас, ниту овој суд има било каква улога во тој предмет. Јас не можам и не смеам да влијам врз него. Како председател на судот, мојата работа се однесува на обезбедување услови за независно и непристрасно работење и ја уверувам јавноста дека судот ќе продолжи да работи професионално, законито и транспарентно во постапката за пожарот во дискотеката Пулс, како и досега. Моите лични семејни околности немаат и не можат да имаат никакво влијание врз работењето на конкретниот случај во судот. Претходниот период дел од медиумите објавија вибер преписка меѓу Паунов и синот на газдата на дискотеката Михајло Јованов. Меѓу другото, во содржината на пораќите имаше фотографии од часовник кој наводно треба да е подарок за Паунов, но и дека инспекторот пишува пораки за контроли кои ги вршат во градот. Да се утврди дали станува збор за таа комуникација и дали е таа точна комуникација помеѓу мојот властодавец и синот на собственикот на Пулс. Трето, во текот на за вчерашниот ден се извршија претреси на неколку локации кај мојот властодавец и не е пронајдено ништо што се укажува дека наводно било дадено како некаков си подарок од страна на синот низ тие пораки. Поточно станува збор за наводен одреден саат и наводни одредени наочари, што јасно укажува дека такви подароци ниту се барани, ниту се примани од било кого. При поднесувањето на обвинението за трагичниот настан во Кочани, обвинителството негираше дека има истрага за инспектори во УЈП. Сега, во постапка се 11 мина, меѓу кои и синот на газдата, но и други даночни инспектори од регионалните дирекции на УЈП во Штип и Струмица. Смета дека им овозможиле на правните субјекти МММ, Кафе и Пулс да ги избегнуваат даночните контроли. Предметот го работи Кочанскиот суд, од каде за Телма потврдуваат дека се стигнати и жалбите на обвинителството, кое првично бараше ефективен притвор. Судот има рок до утре да одлучи по жалбите.